Среда, 18 декември, кратки вести во 12 часот. Предлогот на закон за прогласување на старото градско јадро на Охрид за културно наследство од особено значење денеска е пред пратениците во собранието во рамки на 23-та седница. Предходно на почетокот на месецов владата го утврди предлогот на закон за изменување на законот за прогласување на старото градско јадро на Охрид за културно наследство од особено значење. Екологистите и невладините организации, како и многу пати досега, децидни дека ако нема суштинска заштита на културното наследство и реални санкции за сите кои го уништуваат, тогаш попусти се и измени и дополнување и секакви други формални интервенции на законите и другите одредби. Се зголемува бројот на неажурни судови во државава, покажува извештајот на Судскиот совет за работата на судовите во третиот квартал од годинава. Според истиот извор, Охридскиот суд е оценет како неажурен. Во извештајот како неажурни во третиот квартал се оценети Вишиот управен суд, Управниот суд, Врховниот суд и сите апелациони судови, односно Апелациониот суд Битола, Апелациониот суд Штип, Апелациониот суд Гостибар и Апелациониот суд Скопје. Во третиот квартал судовите примиле 126.188 нови предмети со вкупно 272.343 предмети, од кои се решени 125.965, додека нерешени остануваат 146.378 предмети. Еден од најпознатите македонски планинари на Инстаграм, познат како Мики Експлорер, помина 24 часа на планината Галичица. Според објавата, тој преспа во шатор, скијаше на планината, а на врвот Магаро сними видео разгледница од цел западен дел на Република Македонија, гледајќи во врвовите на планините Пелистер, Јабланица, Бистра, Шарпланина и врвот Солунска глава. Галичица за Охрид со децении е заспана убавица која е во длабок сон со децении и на неа нема никаква туристичка валоризација, а освен авантуристи кои сами одат на планината во зима, патот е затворен и не е дозволено да се движите по него, вели планинарот. Времето денес сончево со мала локална облачност, дува умерен северозападен ветер. Максималната температура во Охрид до 11 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.